Како изгледа Тимотеј? Тимотеј се подкрева на прстите за да се види во огледалото во предсобието во станот на баба Маре. Но огледалото е поставено високо, а тој, колку и да се подкрева, не може да види ништо повеќе од сопственото теме. Се обидува, но попусто. Од напор ја развлекува устата и го тегне джемперот надолу. Не баре така ќе порасне, ќе успее да го види својот лик. Јас сум само глава и коса, се вели самиот на себе. Немам лик. А потоа се сети и отиде во бањата. Го затвори мијалникот, наполни вода и чекаше да се види. Па, нели небото се огледува во езерото? Се присети како му се брануваше лицето во езерото, кога летово собираше камчиња на брегот од Иранското езеро. Тимотеј, имаш глава како риба, долгнавеста и разиграна, си велеше тогаш, плескајки во водата. Но денеска никако не успеа да се види. Одненадеж почна да се слуша силно тропање од кујната. Се стрча натаму и што ке види? Тенџерињата бучно се тркалаат од шкафчињата, а баба Маре мафта со рацете не баре е диригент на раштиман оркестар. Едно мало сребрено тинџере се дотркала до ноџињата на Тимотеј и тој го крена со рачињата. Едно детенце со црна коса и големи кафеави очи му се насмевна. Здраво, Тимотеј, имаш глава како тенџере, рече и го подаде тенџерето на баба Маре. Ина и огледалото. Ина пред огледалото поминува. Застанува, се насмевнува, заминува. Наутро навечер се навраќа, насмевки бакнежи се испраќа. И тогаш наискрено се доверува, со огледалцето споделува. За да ги сакаш сите околу тебе, мораш да се сакаш себе.